Петок, шо убав ден, да не веруваш колку брзо помина недела. А бога ми, као да не помине по 624 дешавки имаме на ден. Вага луѓе го продолжиме, ќе остареме за 5 години. Море луѓенца, таман ќе помислам дека ќе останам без тема за локуми, вие срцки сте. Со вас нема шанси да останам без муабет. Ај сега прво за она што се случуваше вчера, па после, ако не остане време, ќе ја прочешламе оваа историска недела, како на политички, така и на социјален и на спортски план. Збор што денеска ќе го научиме е паламуди. Сега, бидејќи Google знае се, напишав паламуди на кирилица и ми излезе дека на бугарски паламуд е вид морска риба. Паламуди повеќе такви риби. Море неписмени, вчера на телевизија ви рекол дека сте риби, како Македонија да е еден голем аквариум. Вие сте запнале, навредил, псуел, лупате глупости. Риби сте, како сомови, пастрмки, гирици. Сега, или оне сакаше да ви каже дека бугарски кјучиме, па почна полека да воведува нивни думи, или јас пак погрешно сваќам. Сега, во српскиот речник за сленг, паламут е неспособњакович, на македонски неспособен човек. За разлика од лелемут, кој не се ни труди да постигне нешто, паламудот се труди, но не успева да постигне ништо значајно поради неспособност или килавост. Паламудити е ничим изазвано интелектуално излагање, кое не доаѓа од никаде и не води кон ништо. Демонстрација на акумулирано знаење кое нема цел. Србиве во речникот за сленг пишале и дека паламудење е изведен глагол од паламуда, што на грчки значи одвратен, здив од уста. Според што во преносно значење паламудат оние кои зборуваат или филозофираат во празно и безкорисно, затоа што таквото зборување потсетува на здив од уста на оној кој зборува непотребни работи. Напорно во образованиево. Да скратам, никој не ве навредил. Само ви кажал дека сте риби на кои им смрди од уста и лупат глупости. Така, голема работа. Сите ви интелектуалци, спортисти, уметници, сите вие стотици илјадници граѓани кои сте на улица. Тој истиот синоќа рече дека опозицијската партија имали план Б, ако председателот не го дадел мандатот. Пред некој ден ви ја пуштивме нусе, кога за хрватските медиуми изјавија дека ако таткото не сака да ја даде невестата, ќе ја грабал. Сега, не го кажа планот Б. Уште се надева дека таткото на нацијата со благослов ќе ја даде невестата. Мој предлог. Бред Пит има филмска продукција што се вика баш План Б. Деве потруде се, стајте ја причава со невестата на хартија и понудете ја како сценарио за филм. И тоа во продукцијата План Б. Можда во Холивуд ништо нема да направите, ама во Индија сигурно ќе биде хит. Невестава ем малечка, ем не ќе да се мажи, ама Зетов запнал ептер. Ама сум паметен денеска, паламудам 100 на саат. Денес искрено сакам да избегнеме вести од светот, ама пусто не ми дава да се тешам дека светот е отиден во неповрат, па затоа и нам ни се случуваат глупости. Не сме ние криви, нели? И додека вие се занимавате со тоа што Индира Кастратовиќ рекла, дека нели сите заедно стоиме на црвено-жолтата линија на одбрана на нашата татковина, Саветот се занимава со разликите меѓу бившата и сегашна прва дама на Америка. Да, со важни државнички работи, неко вас. Ова се разликите меѓу Мишел Обама и Меланија Трамп. Меланија се облекла вака, Мишел онака, семејството Обама се држале за рака, Доналд некел да го фати убавото раче на Меланија. Леле, Мишел за 8 март изненадила некоја школа и одржала тркалезна маса со неколку жени. Меланија за 8 март викнала неколку милионерки на ручек у Белата куќа. И додека Мишел Обама е таму надвор некаде со народот и помага со инспирирање млади жени, Меланија Трамп се криела во Белата куќа и ручала како Марија Антуанета, обкружена со богати и мокни жени. Амори Мишел, гледаш ли дека не е фенси да си надвор меѓу луѓето? Прибери се дома, не туку паламуди, ковај план без што да се прави. Гледаш дека во ниво отидовме сите. А Доналд Трамп покажал човечки карактеристики. Зари ти сине, бруте, не ми се веруваше додека не го видов видеото. Видете го и вие.
Во вторникот, убаво слушнате, во вторникот била организирана првата обиколка на Белата куќа за посетители откако Трамп е председател. А Амеров ги изненадил децата што ги разгледувале просториите на Белата куќа. Тој излегол одзад еден параван, па дури замислете, се смеел, се сликал со нив, па и ги допрел. А децава му се израдувале, каква вест! Америка има надежи за тебе! У Холивуд. Од другите вести од светот, кои се многу важни, ја издвојуваме и информацијата дека научниците откриле дека мозочната активност на луѓето продолжува и после смртта. Да, мозокот работел дури 10 минути плюс откако некој ќе умре. Зошто е важно ова? Како бе, зошто? Спите полесно. Сега сме сите сигурни дека мозокот барем 10 минути ќе ни преработи нормално без да го оптеретуваме со глупости, нели? Имав почна да чури малце. Опуштено скроз. Така. И ми функционираше мозокот. На кратко. И за крај, уште една вест. Овој пат информација која ги потресе браќата хрвати на кои навистина им требаше, нели, нешто полајт после интервјуата на нашите политички лидери. Ама не можат ни они сироти глава да кренат од шокантни вести. Убаво слушнаве, шокантни вести. Даниела Дворник да ти претерала со фотошоп. Па дали е можно, луѓе, дали е можно се потресува хрватските портали како сопругата на починатиот музички великан Дино Дворник се сликала у купачи на плажа и толку многу у фотошоп си ги пеглала стриите, масните наслаги и годините, што си го избришала кутрата и пупакот. Пупакот си го избришала. Тоа е страшно. Не, тука се буните за еден јазик. Јазик друг ќе зборите, ама пупак? Нема друг пупак, тоа е. Мишел, до кај си со план Б? Ко за петок претерав. Не ми остана време ни да прочешламе неделава што помина. Леле, ја толку сакав и јас полај да бидам. Да се избориме за љубов, музика, журки. Во едно друго минато време тоа се викаше секс, драгс and рок н рол. Ке биде и сега. Ке не биде, кај да е, не се кирете. А вие гледајте телевизија нова. И нас ке не биде уште долго. Ние барем сме лојална конкуренција. Џабе се уплашиле сите други. Останете со ТВ Нова. Убав викенд!